Утре на 11 март се навршуваат 79 години од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка. Сеќавајќи се на тој ден на нашите сонародници, но и на сите жртви на нацистичките логори, секогаш повторно ни се наметнува прашањето како беше можен Холокаустот, водени од идеологијата на омраза и презир кон слабите и ранливите, нацистите и нивните сојузници најпрво систематски ги лишувале евреите од нивните граѓански права. Преку антисемитски прописи ги истиснувале на маргините на општеството, потоа ги дехуманизирале, бришејќи ја човечноста и индивидуалноста на жртвите, претварајќи ги во безлична маса. Крајната логична последица на ваквиот морален вакуум биле логорите на смртта. Треблинка бил најголемиот од нив. За само 14 месеци, од август 42-та до септември 43-та, во Треблинка биле убиени 925.000 лица. Меѓу нив се и македонските евреи. Но мора да се сеќаваме и поради нешто друго. Историјата не учи дека во времење на кризи и конфликти, популистите ги хранат луѓето со страф и гнев кон послабите и поранливите. Тука не зборувам само за антисемитизмот, туку и за сите други форми на омраза кон различните, што се шират низ социјалните мрежи и медиуми на секаде низ светот. Мора да се спротивставиме на секој обид за ревизионизам и негирање на вистината за Холокаустот, но и на секоја форма на омраза кон различните од нас. Затоа ние одбираме да се сеќаваме, за да не ни се повтори.